Свински сапун од селото Чифлик, рачно изработен, се продава на пазарот во Штип. Природен без хемија, користен од глава до пета. Го продава Тоше Данилов од ова кочанско село кој вештината е наследил од својот татко. Сапунот кој порано се користел во секое домаќинство, денес повторно станува популарен не само кај постарите, туку и кај помладите, кои бараат природна нега за кожата. Парче сапуна неговата тезга чини скромни 50 денари. Сапунот се прави свински сос, свинска мас. Од свинска мас, свинска кожа, па се сече, па се прави калапи. Треба прво се оладе, па се прават калапите. 2 сата може да ври. Па стават сапунска сода, изври и после се стави у калапи и се сече. Много е користен за, мислам, за меје, за лице, за коса. Некој има проблеми со нешто на кожата, со некои брунчиња и зимат. Ама јас се мијам и сега се мијам коса со него. Тај сапун многу е за цврсто косите. Сега зависи секој може нему. Нему по нас. А по која цена ова? 50 динара парче. Тоше со мерак се уште прави свински сапуни денес, ама нема кој да го наследи ниту за негов атер. Вели сите го бараат, ама никој не сака да го изработува. Не. Добро малку е тешко, треба да се брка, сега треба да се брка тоа е. А стара ли традиција? Тоа е стара традиција, ама сега више како ги уништија свињето и нема, сега не се прави више. Ја и ја. Младите не чуват, па не прават. Ја нешто уште чувам свиње и па може да правам и така. По татко ми од мајка ми, они гледал сам како прават и ја исто правам. А така да го пренесете на други? Нема, никој не ме интересира. Ја пат туа ставам да продавам, вика шо е тоа, вика, моли ми се некој нешто е за едење. Да, тоа е многу баво. Од мене доктор е имал брунчиња по коста, по главата, вика дај ми тај сапун. Зимам го, да. И ден денес. Само го сега немам истакнато, немаше време да го истакнем. Инаку рачно направен со рецептите стари неколку генерации, сапунот од Тоше е пример како старите занаети не само што не изумираат, туку и оживуваат.